Меѓународната заедница треба да биде иновативна во одговорот на сегашната бегалска криза, бидејќи традиционалните методи веќе не се соодветни за решавање на проблемот. Ова е наведено за време на дебатите на Светскиот економски форум што се одржува во швајцарскиот град Давос. Над милион луѓе, бегајќи од војни, сиромашти и репресија на Блискиот Исток и Африка, дојдоа во Европа само во минатата година. Но долго време пред Европа да се соочи со најголемата бегалска криза од Втората светска војна, земјите како Либан, Турција и Јордан тешко се справуваат со милионите бегалци од сирискиот конфликт. Кризата не завршува кога жртвата ќе ја мине границата. Напротив, сепак повеќето од одговорите во врска со бегалците се многу краткорочни и речиси целосно зависни од хуманитарна помош. И колку подолго проблемот продолжува, толку се намалува неговиот приоритет, изјави јорданската кралица ранија, наведувајќи дека во нејзината земја има 1.300.000 сириски бегалци или 20% од населението на Јордан. Таа побара меѓународна финансиска помош со цел да се изградат специјални економски зони каде што би биле вработени бегалците. На таков начин тие би биле најблиску до своите домови, во кои би се вратиле по решавањето на кризата во нивната земја, оцени таа. Председателот на Меѓународниот комитет на Црвениот крст Питер Маурер најави менување на пристапот кон бегалската криза со тоа што ќе бидат повикани инвеститори со цел да помогнат во создавањето на такви прифатни центри каде што тие би можеле да работат. Според него, сликите од изгладнетите жители на опколениот сириски град Мадаја се само еден мал дел од страдањата што ги тера луѓето да бегаат. Има многу такви на кои им е неопходен нов пристап во доставувањето помош, рече тој. На форумот во Давос стана збори за тоа како би можело најдобро да се интегрираат бегалците кои се во Европа. Германскиот вице-канцелар Зигмар Габриел изјави дека земјите кои имаат мигранти треба да бидат пореални во врска со предизвиците со кои се соочуваат. Земавме бегалци и можеби не видовме веднаш што тие носат во нашата земја. Не треба да се заложуваме и да се преправаме дека проблемите не постојат. Само 10 до 15% од нив имаат некакви квалификации. Поголемиот дел се неписмени, а повеќето одбиваат и да учат, изјави тој. Генералниот директор на Меѓународната организација за миграции, Вилјам Лейси Свинг, смета дека клучно за решавање на проблемот е нивно успешно интегрирање. Српскиот премиер Александар Вучич пак изјави дека проблемот со интеграцијата лежи во Европската унија. Според него, заштитата на европските граници нема да биде успешна и затоа е неопходна поголема ангажираност во разместувањето на мигрантите. Денес имаме шверцери меѓу Македонија и Србија, бидејќи веќе не примаме мароканци и алжирци. За 700 до 1200 евра тие преку локалните шверцери стигнуваат до Хрватска. Ни требаат посеопфатни решенија, рече Вучич.